По притисокот на јавноста и континуираното информирање на нашата телевизија ТВ канал ВИС за бесправната сеча и кражбата на дрвја, шумската полиција синоќа на дело фати дрвокраци кои оперираа на тримпатеката кон Светилија. Пред објективот на нашата камера, шумските полицајци спроведува акција во доцните вечерни часови со асистенција на полицијата. Фатени се 9 дрвокраци кои на исто толку колички натовареле 3 метри кубни габерово дрво. Меѓу крадците имало и жени. Едната од нив била бремена, а сите биле од турско-ромската популација од Струмица. Синоќа околу 10 часот до 01 час, од 22 часот до 01 часот беа затекнати 9 прекршители на делото тримпатеката од страна на шумската полиција. При тоа им се одземени рачните колички и некаде околу 3 метра кубни огревни дрва. Она што е симптоматично, сечените дрвја биле наменети за продажба. Според сознанијата, на тримпатеката оперирала иста група од 20 на дрвокраци. Полицијата сега им подготвува прекршочни пријави. Не биле веднаш притворени бидејќи законски. Ваквата мерка се утврдува тогаш кога кај секој од фатените дрвокраци би имало над 1 кубен метар дрвја. Во случајов, 9 дрвокраци со себе носеле 3 кубика дрвја. Исте не се однесени во притвор бидејќи се работи за помала количина. Овде ќе се поднесат само прекршочни пријави против сторителите. Шумската полиција вложува максимум напори да се справи со прекршителите, така што вработените во шумската полиција работат и прековременно, бидејќи не сме во можност со тоа работно време и со тие луѓе да ја извршиме целата задача. Но каква е денешната слика на тримпатеката до Светилија? И понатаму пустош, на секој чекор свежо исечени стебла, гранки оставени на патот. Колку што повеќе се движите по тримпатеката, толку сликата е се поочења. Дрвокраците, слични на бандити, буквално уништуваат се што ќе им се најде на патот. Овој печат од јавното претпријатие Македонски шуми укажува дека дрвото е нелегално сечено. Но вакви печати може да сетнете долж целата тримпатека. Тоа значи дека сите дрвја во оваа местност се нелегално исечени. Она што загрижува е дека се намалува бројот на рекреативците, бидејќи се плашат за својата безбедност. Дрвокраците и покрај тоа што вршат чист криминал, со себе носат и ладни оружја од ножеви, пендраци до секири, со кои им се закануваат дека ги нападнат доколку ги пријават кај надлежните. Надлежните контролираат, дрвокраците и понатаму немилосредно крадат. Ваква е секојдневната слика долж целата тримпатека на местноста Светилија. Надлежните со синоќешната акција направија мал пробив да се застане на патот против уништувачите на белите дробови на Струмица. Само со вакви засилени и зачестени контроли и со немилосредност кон дрвокраците може да се стави крај на оваа негативна појава. ТВ канал ВИС и понатаму ќе информира за ваквите девијантни појави со цел да се заштити овој шумски појас за добробитта на сите граѓани.